Денеска е македонскиот празник Свети Трифун и како што ви е на сите познато, тој е ден на заљубениците. Но не на било кои заљубеници, туку на заљубениците на доброто македонско вино и ракија. И во ова време на интернет, на Инстаграм, на TikTok, на Микток, на ово, на оно, каде што гледачот има само неколку секунди во кои што ќе одлучи дали да му обрне внимание на фотографираното или на напишаниот текст, ние како фотографи имаме многу голема задача со нашите фотографии од овие убави пијалоци да му го привлечеме вниманието на гледачот и потенцијалниот купувач. И по повод Свети Трифун, во ова видео ќе ви покажам како јас ги фотографирам и на што треба да обрнете внимание при фотографирање на овие убави вина и раки. Доколку не сте се претплатиле на овој канал, кликнете една претплата и продолжите да гледате. Пред да почнете да фотографирате едно шише, од вино или од ракија, мора да обрнете внимание на неколку детали со што вие би си заштедиле доста време во постпродукција, а некогаш некои работи не може да се коригират ни во постпродукција. Прва и основна работа е шишето да биде без никакви деформитети. Значи треба да биде убаво, здраво, право. Следна работа на која што треба да обрнете внимание е линијата. Секоја шише има две линии од страната, веројатно од калапот во кој што се излиени, да се наоѓа од страните на шишето, а не да поминува вака тука на средина некаде. Ќе ни прави тука различни артефакти на самото шише. И некој од нив може да ги исчистите, но некој нема да може да ги исчистите и ќе си губите непотребно време. Следна работа на која што треба да обрнете внимание, поготово кај винските шишиња, е пластичниот капак кој што ја штити тапата. Овој капак е направен од термофолија, која што понекогаш знае при собирање да се искриви. И сега, бидејќи на овој капак во некој случај се наоѓа амблемот на винаријата, многу е битно тој да не биде оштетен. Доколку некој ви праќа онлайн пијалоци, како што се случува често во поново време, тогаш вие ќе им кажете да обрнат внимание на овие детали и да ви пуштат по 2 шишиња. Бидејќи, како што вика Марфи, се дешаваат разни несакани работи и некој шише може да биде скршено или испиено од ненајавени гости. Како и да е, идеално би било да имате по 2 шишиња од секој пијалок. Сега ќе ви го покажам сетапот кој што ја го користам за фотографирање на овие шишиња од вино и ракија. Нормално можете вие да модифицирате како сакате, меѓутоа за почеток се користат 2 светла и други помошни работи и сите може да ги направите дома и продолжуваме сега, парен да го откриеме. Сега кога може да го видите сетапот, да ви кажам дека како заднинско светло користам софтбокс од димензии 40 на 160 см и моноблокот од Godox SL200. Тоа е LED светло, односно континуирано светло, кое што мене ми овозможува многу побрзо да работам. Исто такво светло користам и како главно светло, кое што е од страна, кое што ќе ни дефинира силуетата на шишето, а тоа се наоѓа помеѓу два светлосни модификатори, кои што имаат една црна и една светла страна. Во овој случај ја користам темната страна и на овој начин ги елиминирам сите рефлексии кои што може да се јават на шишето од околината. И да не забравиме најбитната работа во овој случај, фотоапаратот. Тоа е мојот Sony A6700 со објективот од 56 мм од Sigma со бленда f1.4. Апаратот е поставен во вертикална положба, бидејќи настојуваме максимално да го искористиме секој пиксел од нашиот сензор. Во моментот јас немам бежичен окинувач за овој фотоапарат и затоа ќе користам тајмер од 5 секунди. На овој начин јас сум сигурен дека нема да има никакво тресење на фотографиите што ќе ги направам. Исто така ви препорачувам кога ќе го користите фотоапаратот на статив да ја исклучите стабилизацијата за слика. Значи може да видите дека тука ни се наоѓа шишето кој што се наоѓа на една стаклена полица и е подигнато на уште едно стаклено садевче. На овој начин јас можам да дојдам до ивицата на ова стаклено садевче и со тоа да избегнам рефлексијата од ивицата на стаклената полица.
Сакам да користам стаклени полици, бидејќи светлото продира низ неа и го осветлува дното на шишето и тоа има повеќе живот во себе, нема некоја црна точка доле. Следна работа што ќе ви треба за фотографирање се две најобични чаши и картонски модификатори на светлото. Овие картонски модификатори ја пратат линијата на самото шише и ги користиме за да ги елиминираме рефлексиите од задното светло на ивиците на шишето, односно да му го вратиме контрастот. Нив можеме да ги прицврстиме со помош на овие чаши. Може да видите вака. На тој начин светлото на оваа линија од шишето јас го контролирам и можам да го направам да биде посветло или по-контрастно, односно да биде темно, црно, како во овој случај. Исти такви модификатори имам направено и за шишињата ракија. Добро е да ги направите од потврд црн картон, бидејќи нема да се виткаат, ова е направено од парче од позадина. И уште едно парче кое што го користам за поставување на горниот дел над шишето и со тоа ги елиминирам горните рефлексии кои што паѓаат на шишето. Доколку немате волкави софтбоксови, може да користите и помали софтбоксови. Со малите софтбоксови е многу битно линијата на осветлувањето да почнеме од дното на шишето и барем до тука да стигнува. Доколку имате широки софтбоксови, тогаш ќе си купите црн хамер и ќе направите страјпови вака да се гледа една линија. На тој начин вие ќе си добиете еден мек софтбокс. И моја препорака е да користите два страјпа, односно еден од оваа страна, еден од оваа страна, бидејќи на тој начин ја добивате оваа најака линија на светлото на средина на софтбокс. Не сакате да има отисоци нити прљавштина на шишето и затоа добро ќе го избришите некаде ако треба и ќе хукнете. Со помош на ракавиците и крпчето ќе си заштедите многу време во Photoshop. And time is money. Заштитната фолија може лесно да ја движите со прстите и ќе ја наместите да ви биде во правец со центарот на етикетата. Еве, тука сме одлични. Стаклото е рефлексивна површина и знае да рефлектира све. Може да ги рефлектира овие цевки и микрофони горе што се наоѓаат, или вашиот плафон, или не знам што и да е горе. И затоа јас имам две вакви големи рефлексивни површини. И оваа површина едноставно од кај црната страна ја местам горе и после кога го доближам и другиот дел, си се прави еден црн бункер. Исто е битно да имате некој црн картон кој што ќе го постелите доле на подот и на тој начин ќе ги елиминирате рефлексиите од светлиот под на шишето. Доколку немате трето светло, односно имате само две светла, тогаш може да се користите со најобичен бел хамер. Од него може да изработите долга, тенка бела лента, која што ќе ја ставите на спротивната страна од шишето и таа ќе се рефлектира и ќе симулира втоространично светло. Ширината на лентата ќе зависи од вас, а може да ја залепите со помош на креп трака. Оваа лента би се состоела од уште едно парче надоле, значи што подолго тоа подобро, да го глуми софтбоксот што од страна. Следна работа што може да направите со хамер е да направите една инка која што ќе ја користите за фотографирање на амблемот на врвот на виното. Преминуваме на сетирањето за фотографирање на ова винско шише. Како што може да видите, овие картони ни ја пратат линијата на шишето и работата на која што мора да внимаваме во овој случај е од блесокот на задното светло на ивицата на шишето. Како што може да видите, оваа ивица на налепницата ни е црна. Доколку ги немаме овие модификатори, можете да видите дека оваа ивица ни е недефинирана, односно рефлексијата од страничниот дел на дифузерот ни се рефлектира тука и ни ја губи дефиницијата и контрастот на самата ивица. Доколку пак го ставиме ова, веќе е друг муабет. Кај ова шиша ние ќе направиме 3 фотографии. Првата фотографија ќе не ја дефинира ивицата на самото шише. Следна фотографија е фотографијата која што треба да направиме на налепницата на која што ни го пишува името на винаријата и видот на виното. Кога правам фотографија на налепницата, тогаш користам еден од оние мечеви светлосни од Godox
со чија што помош ја осветлим равномерно од озгора етикетата и ја фотографирам. И како последно, златниот амблем кој што се наоѓа на врвот на пластичната фолија која што ја штити тапата. Нормално апаратот треба да ви биде на статив и може да направите неколку фотографии кои што после во Photoshop ќе ги споите, бидејќи централниот дел не ни е баш најдобро осветлен поради дупката што имаме тука. Сега е наред фотографирањето на ракијата и како што може да видите, сетапот е ист, двата картона се наоѓаат од страните кои што ни блокираат рефлексии на шишето, а со помош на горниот картон ги блокирам одредени рефлексии кои што доаѓаат од високиот софтбокс и ми се генерираат тука однапред. Како прва фотографија е фотографијата каде што ќе ги дефинираме ивиците на ова убаво шише. И втора ќе ни биде фотографијата каде што ќе ја осветлиме налепницата од горна страна со еден од LED стиковите од Godox и на тој начин сме тука готови, бидејќи ова шише нема од озгора заштитна фолија со амблем. Идеме понатаму на едитирање. Од кога ги одбрав фотографиите кои што ќе ми ја дадат финалната фотографија од винето Грашевина, ги отварам во камера RAW, правам одредени корекции и оваа работа тука е завршена. Преку командата Tools, Photoshop, Load Files into Photoshop Layers, ги отварам сите овие три фотографии во еден файл во Photoshop и тие тука ми се подредени по различни слоеви, layers. И еве се трите фотографии кои што ќе ми ја дадат финалната фотографија. За да не губиме време, овдека е готовиот файл. Основата за финалната фотографија ни е шишето Грашевина. Значи, тука ги имаме ивиците добри и осветленоста на шишето е одлична. Следна наред ни е фотографијата каде што ни е светлото битно за самата налепница или етикета или не знам како веќе се вика. Тука со помош на една маска ја издвојуваме налепницата. И следна наред ни е фотографијата со амблемот на самата винарија која што се наоѓа на врвот на шишето, односно на штити тапата. И тука со помош на маска и го издвојуваме само тој дел од фотографијата и овдека нашата работа е завршена. И следна работа е јас од сите три фотографии правам една фотографија која што сакам да ми биде на бела позадина и нормално сите непотребни работи ги издвојувам со маска. Овие рефлексии конкретно не ми се допаѓаат што се наоѓаат тука на врвот кај шишето и затоа ќе ја искористам командата Spot Healing Brush за да ги исчистам. Одлично. И ова е финалниот резултат на шишето Грашевина. Повторно може да видите дека имаме едно шише убаво, све убаво осветлено, убаво дефинирано, имаме мека светлина, не ни пречи оваа линија на самата етикета, не ни го одвлекува вниманието, а сепак ги истакнува кривините на шишето од виното. Кај шишето од ракија е многу поедноставно, бидејќи тука имам само две фотографии. Едната е за самото шише и пијалокот, а другата е за налепницата. Ги отварам во камера RAW. Како што може да видите, бојата на пијалокот е иста и во двете фотографии. Тука сме готови. Преку Tools, Photoshop, му кажам на Photoshop да ги префрли исто во два посебни леера или слоја. И во овој случај, бидејќи шишето од ракија не е мрдано, ги селектирам двата слоја или двете фотографии и преку опцијата Auto Align Layers му кажам на Photoshop да ги израмни шишињата се идеално наместени. Како што може да видите, маската веќе го покри шишето и ја немаме ова рефлексија горе. Мислам дека е идеално. Без со. Одлично. Откако ја средивме налепницата, јас сакам да креирам еден слој со чиста бела боја, ги копирам двете фотографии и ги правам во една. Ево го финалната фотографија и понекогаш сакам да ставам сенка која што му дава малце поприроден изглед на ова шише. Значи да не лебди во воздух, него ли ете се наоѓа на некоја подлога. И тоа било тоа за шишето од добра ракија која што се вика American Dream, правена во Македонија. И ова ни се финалните фотографии од ракијата и од виното. И за крај се надам дека ви покажав нешто ново. Ова е начинот, основниот начин на кој што јас ги фотографирам македонските вина и раки како продукти.
бидејќи се повеќе и повеќе се бараат надвор од македонскиот пазар, што е добро. И затоа настојувам да бидат лесно воочливи. Постојат и други начини на кои што може да ги фотографирате овие продукти. Меѓутоа, на бела позадина е стандард за овие продукти, кои што го бараат сите оние маркети, големи ланци на продажба, каде што треба да се промовираат овие убави македонски производи. Колку е да е убав алкохолот, конзумирате го одговорно. Доколку се опуштите на некоја прослава, свадба, оно, подобро вратете се назад со такси или дајте му на вашиот брат, другар, сестра, девојка или момче или кој што е потрезен да ве однесе до дома. На сите оние почетници во фотографијата се надевам дека со ова видео им разјаснив некои работи и им помогнав на македонски начин со ограничен буџет да направат убаво светло. Сепак мора нешто да инвестирате. Сите алкохолни пијалуци што ги сликавме тука, сам си ги имам платено, никој не ми е спонзор. Ги имам купено затоа што ми се допаѓале. Доколку има спонзор, слободно јавете се, ќе снимаме втор дел. На сите љубители на доброто македонско вино и ракија, им го честитам Свети Трифун. На лозарите им посакувам не само една, него и многу други успешни години и да работиме и понатаму заедно ние фотографите и производителите на вино во промоција на добрите македонски производи. Доколку не сте се претплатиле, кликнете на претплата и се гледаме во следното видео. На здравје! Добра!